Поминаа 20 дена откако земјоделците од општина Тетово пријавија дека нивните овоштарници се оштетени од мраз и откако градоначалникот на општината Билјелка Сами вети дека комисијата ќе излезе на терен за да ја процени штетата. Po nëse do ketë kërkesa formale të adresuara në komunët e Tovës, komisioni do duhet të dalë në teren. Земјоделците се жалат дека иако ги пријавиле штетите, никаква комисија не излегла да ги посети. Aqui na Preto nuk kanë qenë askush, anin ato e prit ala, nuk ka kanë kërkush të komision, është ne kena shpresa se mo da dalën, ose mo da në ndihmojnë komune, ose qeveria, dhe njëse, nuk e di, domet i shifni prap vetë se si on s'ka asgjë, ne mbi këto mbjetojmë, me këto mirena, s'ka kur gjë. S'ka asë një ndihmë, ne atëre s'dimin e gjithë bëm dhe t'ilom, kitë s'dim ka qëkëm, se pi këto kina tardun. Од општината велат дека не е формирана комисија бидејќи според нив само 4 овоштари пријавиле штета. Тие ветуваат дека ќе им биде обезбедена финансиска помош преку општинскиот совет. Моментално само 4 лица поднеле барања за надомесна штета како резултат на мразот од лошото време. Поради малиот број на апликации не е формирана комисија за проценка на штети. Сепак како општина ние сме посветени на поддршка на граѓаните и ја разгледуваме можноста за надоместување на штетите преку финансиска помош што ја обезбедува општинскиот совет. Потсетуваме дека ниските температури во средината на април ги оштетија дрвцата, кои расцветуваат во рана пролет. Овоштарите тврдат дека штетата на јаболката и другите дрвца е од 40 до 60%, додека кај црешите и вишните штетата е 100%. Други општини, како што е Ресен, прогласија вонредна состојба и излегоа да ја проценат штетата.